Се враќаме во студио во делот наменет за здравје. Моја денешна гостинка е доктор Корнилија Трајкова, специјалист гинеколог во Аџибадем Систина. Доктор Трајкова, најнапред ви благодарам што прифативте да бидете дел од нашата емисија наменета за здравје. За почеток да ве прашам, нема некоја лекарска специјалност која што не е директно засегната со COVID-19. Колку трудниците се, ако може да кажеме, меѓу најосетливите категории и какви совети им давате кога ќе дојдат исплашени кај вас во ординација? Прво да ги поздравам гледачите на Сител телевизија и да се заблагодарам за поканата која со задоволство ја прифатив. Секако дека во моментов една од најактуелните теми секаде во светот е актуелната пандемија, за жал. Се наоѓаме во една специфична ситуација кога комплетно целата популација е засегната. Меѓутоа трудниците секако се издвоени како една почувствителна група од сите аспекти, па вклучително и во актуелнава пандемија. Меѓутоа, досегашните искуства, кои што се релативно кратки, меѓутоа, од друга страна да кажеме дека има и доволно долг период за да се донесат некакви првични заклучоци, покажуваат дека трудниците не се повеќе чувствителни на инфекција со корона, меѓутоа како издвоена популација, односно како издвоена група со поголема чувствителност, секако дека треба да имаме поголема предпазливост, секако треба да бидеме многу повнимателни со нив, сепак се работи за живот на мајка, за живот на дете, за желба бременоста да се заврши со успешен крај, како за мајката, така и за новороденчето, па секако од тој аспект треба да бидеме исклучително внимателни како ние гинеколозите, кои го даваме советот во текот на бременоста, така и бремените жени кои што апсолутно треба да ги почитуваат мерките на предпазливост за прво за превенција од корона инфекција, а потоа и доколку дојде до инфекција со корона вирусот, секако дека треба да се слушаат препораките на докторите, на гинеколозите, секако во консултација со инфектолозите. Од друга страна, не смееме да правиме паника. Апсолутно. Сите се плашиме од вирусот до некаде. Постојат неизвестности, многу нејасноти кои што и во иднина веројатно ќе се разјаснуваат. Меѓутоа, сепак треба да бидат внимателни жените, пак ќе кажам, да ги почитуваат препораките за превенција од вирусот, кои што важат комплетно за целата популација, да бидат повнимателни и секако да ги почитуваат препораките и за нормален тек на бременоста кои што следат нормално од нивните избрани гинеколози. Во тој контекст, еве, не може да избегнеме, значи кога ќе слушнат во медиумите или ќе прочитаат дека починала трудница како последица на COVID-19, се јавува страв, посебно кај оваа категорија, нели, кај трудниците, кај бремените жени. Кога ќе ви се јават на телефон, сигурно имате и чести повици, значи, како ги смирувате, кои совети им ги делите? Несакан исход и во бременоста и надвор од бременоста може да се случи секогаш. Медицината е за жал таква гранка во која што нема апсолутно 100% гаранција. Ние не можеме да знаеме и да бидеме сигурни уште од почеток на бременост дека бременоста ќе биде ниско ризична, односно без ризик, и дека ќе помине се во најдобар ред. Ние велиме бременоста, се кажува дека имала нормален тек дури по завршувањето на бременоста, од кога се ќе помине во најдобар ред, затоа што во секој момент нормалната, условно кажана бременост може да премине во ризична бременост и да се случат компликации дали за здравието на мајката или за здравието на фетусот. Така да, гаранција во оваа работа нема. Меѓутоа, не треба да се ствара паника. Генерално пак постои ставот дека и мислење дека компликации генерално се случуваат кај популација кај кој што веќе има некакви претходни, ние велиме, коморбидитети, односно некои претходни заболувања кои што може да бидат ризик во бременоста или вон бременоста, особено со инфекција со корона. Така да, секако, уште од предбременост, најдобро е бременоста да биде по избор. Жената кога ќе одлучи дека сака да оствари бременост, да биде спремна, да се направат сите исследувања кои што нормално се препорачуваат пред бременост, во текот на бременост да се следи состојбата. Сепак, во таков случај, доколку постојат ризични состојби, постои голема веројатност овие состојби да се спречат, односно влошување на состојбата да се спречи,
да се одржува во на некакво ниво кое што предпоставуваме и би требало да даде сепак некој позитивен исход понатаму. Треба ли бремените жени, трудниците овој период во време на пандемија додат почесто на прегледи, на контроли? Не, апсолутно не треба почесто. Напротив, препораките од сите здруженија за гинекологија и акушерство и инфектологија и сите актуелни препораки се дека прегледите на бремените жени треба да се сведат на минимум. Ние, гинеколозите, имаме точно определени прегледи кои што ги препорачуваме во бременоста, зависно дали на жената е прва бременост, дали е втора, трета и така натаму, дали има претходни некои нарушувања, дали има лошо репродуктивно минато, дали има други заболувања и зависно од тоа го определуваме бројот на прегледите што го препорачуваме. Меѓутоа не значи дека секој преглед треба да се прават сите комплетно испитувања. Независно од тие препораки кои што се базираат на медицина, на докази предходни, во овој период се обидуваме сите тие прегледи да ги сведеме на минимум. Барем да се направат оние што апсолутно се најнеопходни прегледи, колку е можно жената да избегнува контакти, колку е можно жената да оди поретко на прегледи кај гинекологот, по лаборатории за испитувања лабораториски. Така да, апсолутно е препораката дека прегледите треба да се сведат на минимум, она што на вистина е неопходно да се прави. Па дури и во некои моменти, да, може да се добие и телефонски совет или да се добие совет не со физичко присуство, меѓутоа, тоа е многу специфична работа, затоа што е многу тешко на нас како доктори да даваме препораки телефонски, тоа се некои исклучително ретки ситуации кои што може да дојдат во предвид ако релативно скоро е направен преглед, па некоја ситна консултација која што навистина може да се направи телефонски или со порака. Сепак, за да знаеме во каква состојба е жената, е неопходно да ја видиме. И пак ќе кажам, тие прегледи да се сведат на минимум колку што е тоа можно. Треба ли повеќе витаминска терапија да примаат трудниците овој период, имајќи во предвид нели колкава е голема побарувачката по витамините? Да, тоа е актуелно, меѓутоа препораката важи исто како и за останатата популација и за бремените жени. Секако последните десетина години и повеќе препораките на Светска здравствена организација се внесна суплементи во текот на бременоста уште од почеток на бременост. Меѓутоа, секако е најважен хигиенско-диететскиот режим. Значи, многу е важна правилна исхрана, балансиран внес на комплетно на сите хранливи материи, за да може нормално да се развива плодот и здравието на жената да се одржи на одредено ниво. Независно од тоа, препорачуваме суплементи во текот на бременост и пред пандемијата, а сега единствено нешто што доаѓа како препорака е евентуално дополнителен влез на витамин D, она што е актуелно како и за останатата популација. Доктор Трајкова, сега она што е нели можеби сегмент од вашата специјалност, кои се тие корисни бактерии во репродуктивното здравје на жената? Во последните години е многу актуелна тема улогата на корисните бактерии комплетно во човечкиот организам во сите области. Тоа веќе има и една терминологија, значи познато е под името хуман микробиом и последните десетици години се работи на откривање на хуманиот микробиом, односно детектирање. Тоа се практично сите оние бактерии, микроорганизми кои што буквално го делат нашиот простор, значи живеат со нашиот организам. Во уста, во репродуктивен тракт, во гастроинтестинален тракт, на кожа, значи во сите делови на телото и веќе е докажано дека имаат позитивен ефект, односно превенција на некои болести. Голем акцент е ставен на оваа работа во сите области. Гинекологијата е интересна затоа што оваа работа во однос на вагината е позната многу одамна, уште од минатиот век, така да јасно ни е на нас, на сите гинеколозите. Тоа е нешто што сме го учеле сите и уште од областа на биологија во основно, во средно училиште, дека вагината има една микросредина која што е кисела и токму таа микросредина која што се одржува е резултат на присуство на корисни бактерии, односно лактобацили, кои што ја одржуваат таква, и тоа е еден од начините на превенција на генитални инфекции, значи на оние инфекции кои што
може да кои што потекнуваат од надворешниот генитален тракт и може многу лесно да отидат нагоре, вака наедноставно кажано, кон вагината, па и кон горните делови на репродуктивниот тракт, кон матката, кон тубите и така натаму, и тоа да има несакан исход како во бременоста, така и надвор од бременоста, значи во репродуктивниот период и кај жени кои што не се бремени, па да има последици понатаму. Токму тоа е што и ние почнавме да го испитуваме, значи правиме една анализа на сега веќе го нарекуваме вагинален микробиом, односно детекција дали воопшто во вагината се присутни оние добри бактерии кои што е апсолутно докажано дека имаат позитивен ефект, односно имаат улога во одржување на таа нормална вагинална флора. Затоа што предходно се сметало дека сите видови на лактобацили ја имаат таа улога, меѓутоа сега веќе се докажува дека само одредени видови имаат заштитна, протективна улога, а за разлика од тоа постојат и други лактобацили кои што не само што немаат заштитна улога, туку се смета дека се дури и ризик за инфекција. Интересно е за вагината да се надополнам дека не станува збор само за присуство на бактериите, не е битно само присуството, туку тука станува збор за еден избалансиран систем во кој што постојат и други микроорганизми и други бактерии, кои што може да се дел од таа нормална флора, меѓутоа треба да бидат во многу помала концентрација, а тоа е обезбедено со одржување на висока концентрација на овие добри лактобацили. Во моментот кога концентрацијата на овие добри бактерии и лактобацили ќе се намали, тогаш постои ризик да оние бактерии кои што ги има во многу мала концентрација букнат во поголема концентрација и предизвикуваат нарушување кое што најчесто започнува како дисбаланс, кое што доколку не се детектира може да премине во така наречена бактериска вагиноза, која што ние клинички може да ја детектираме, но многу често и на препаратите микробиолошки стандардни кои што ги користиме, не можеме да детектираме патогена бактерија, затоа што де факто не постои патогена бактерија, туку тоа се бактерии кои што нормално ги има и се во многу поголема концентрација и со стандардните микробиолошки брисеви некогаш не можат да се докажат. И доколку и оваа состојба не се детектира и не се третира, тоа ќе прогредира понатаму во инфекција, која што може сериозно да го загрози горниот дел од репродуктивниот тракт. Токму ова ни е многу важно, поготово за периодот на бременост, да ја одржуваме таа нормална флора, баланс на вагината, за да превенираме ваков развој на состојбата. Во тој контекст, кои се оние најчести инфекции кои што се јавуваат во текот на бременоста и како се третираат? Во бременоста е многу важно да детектираме уште на почеток доколку постои некаква инфекција. Пак ќе кажам, уште подобро е ако жената пред бременост направи микробиолошки брисеви и комплетен, добар гинеколошки преглед со клиничка проценка дали постои некаква инфекција. Ние стандардно препорачуваме да се земат стандардните микробиолошки брисеви, да се направи и микробиолошка анализа на урина, затоа што и тоа е тоа што ни е важно во текот на бременоста, доколку има инфекција во урината и таа треба да се санира, за да не дојде до лош репродуктивен исход, да се следи состојбата понатаму, дали има евентуално развој на инфекција, клинички, со преглед, ако има потреба се повторуваат микробиолошките брисеви, се дава терапија после првиот триместар и понатаму повторно се земаат микробиолошки брисеви пред крај на бременоста, за да бидеме сигурни дека родилниот канал е чист. Има неколку инфекции што се почести, односно патогени микроорганизми кои што ги откриваме ние со микробиолошките брисеви, даваме соодветно терапија, меѓутоа не значи негативни брисеви секогаш дека се гаранција дека нема инфекција. За жал, се случува и бременоста да помине во најдобар ред и на крај да се открие дека можеби причина за некој лош исход пред крајот на бременоста е некаква инфекција која што ние не сме можеле да ја откриеме. Ова анализа на молекуларниот микробиом до некаде може да го покрие и тој дел, затоа што се прави молекуларна анализа на брисот од вагина, на секретот и се детектираат, пак ќе кажам, добри, лоши, дали се присутни добрите оние протективни лактобацили и некои од најчестите микроорганизми како што се гарднерела, уреаплазма и микоплазма. Тоа е она што ние во моментов го имаме на располагање во нашата болница и го правиме како анализа, пак ќе кажам, кај жени, кај кои што има индикација за тоа. Може и секоја жена тоа да си го направи, меѓутоа апсолутно е препорачливо кај жени со лошо репродуктивно минато, што значи со
касни абортуси, со рани предвремени породувања, со инфекции во стекот на целата бременост, со инфекција на новороденчето по породување, со спонтани абортуси, со инфертилитет, да се побара причината можеби е токму овде во тој дисбаланс и несоодветна состојба во вагиналната Колку се флора. одговорни жените, особено трудниците или пред да останат трудни, за да ги направат, например, тие анализи и да бидат и самите тие мирни дека нели нема да дојде до некој несакан исход? Добро, веќе менталитетот и сваќањата се менуваат со тек на годините, со оглед на тоа што жените се веќе многу поинформирани, веќе се зголемува бројот на бременост по избор, не по случајност, она што е тенденција секаде во светот. Ги прават анализите, веќе се зголемува бројот и на жени кои што редовно си доаѓаат на гинеколошки преглед, барем еднаш годишно ако има потреба и почесто. Така да тоа е за поздравување, меѓутоа сепак уште има голем процент кои што не одат често на контроли, не одат редовно на контроли, се пропуштаат некои од препораките, од прегледите, така да се уште за жал треба на таа тема да се работи за да се подигне свеста. Зборуваме за инфекции во бременоста, меѓутоа еве дали постојат инфекции, дали од такви нели заболувања страдаат и жените во менопауза? Да, во случајов ние ги опфативме генерално гениталните инфекции, постојат и други типови на инфекции, тоа е друго поле на разговор. Меѓутоа, да, и жените во менопауза можеби не толку често, има специфични симптоми и кај нив, меѓутоа жените во менопауза и повеќе страдаат од оној дефицит на хормони, од сувост, нелагодност, па до некаде и тоа е состојба која што повеќе треба да се на која што повеќе треба да се обрне внимание и да се дадат совети сега барем и тоа од аспект на превенција на инфекции, затоа што и тоа може да биде одлична подлога, недостатокот на хормони за развој на инфекции. Така да и од тој аспект веќе има и многу препарати во фармацевтскиве куќи кои ги подготвуваат и се достапни за сите, како за локална употреба, така и за системска употреба, кои што може да имаат улога во превенција на несакан исход, развој на инфекции и слично, нелагодности. Така. И еве за крај да ве прашам, бидејќи и самите спомнавте за нашиот нели менталитет, како да им се укаже на жените без разлика дали станува збор за бременост, дали станува збор за менопауза, дека одењето на гинеколог не треба само кога треба нели да се роди бебе, туку треба да биде една нормална превентивна појава, дека тоа всушност е грижа за нели за нивното репродуктивно здравје. Така, тоа е нормално со препораки, почнувајќи од дома, од домашното воспитување, во училиштата треба да се стекне тоа, доктори тематични, со тек на време да ги припремаат и младите девојчиња, тоа на кои што тоа треба да им биде навика, доаѓање барем еднаш годишно на гинеколог, не треба да се срамат од ништо, напротив, треба да бидат запознаени комплетно со тоа што треба да прават и што треба да очекуваат во поглед на превенција од болести на репродуктивното здравје, затоа што секој на крајот на криштата е одговорен за сопственото здравје, треба на време да бидат запознаени со сите можни состојби, со сите можни компликации од страна на репродуктивното здравје, треба да знаат која е целта на прегледите, не треба да се срамат да зборуваат отворено дали со своите родители, дали со избраниот доктор, да си одредат гинеколог кај кој што ќе им биде пријатно, убаво за разговор, кај кој што ќе се чувствуваат безбедно да кажат буквално се што ги засега и што им е непознаница во однос на нивното репродуктивно здравје. Тука апсолутно и медиумите треба да помогнат и нормално со тек на време би требало да се зголемува свеста за оваа работа. Имајќи го во предвид вашиот одговор, не само што сте гинеколог, исто така сте и родител, што мислите треба да има сексуално образование во училиштата? Апсолутно треба некаков вид на што ќе го опфати сексуалното образование. Да. Сметам дека треба да има, да. Така. Доктор Трајкова, јас ви благодарам што бевте дел од нашата емисија и што споделивте дел од вашите искуства, меѓутоа и совети до жените околу нивното репродуктивно здравје. А она што сега следува е блокот реклами.